Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. Последна информација е дека заврши гласањето за интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Таа беше отфрлена со мнозинство од гласовите на пратениците. Еве што ќе гледате во Дневникот. Марш на ангелите во Скопје. Родителите на загинатите деца бараат одговорност и ги обвинуваат сите досегашни власти. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мисил, што ги очекува. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ни осетне. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Дебата за интерпелација на Тошковски. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање. Не бегам, не молчам, не се крием, останувам овде со целата тежина на обврската која што ја носам. Нема да има предвремени избори на есен, тврди вице-премиерот Николовски. Таравари вели дека нема враќање од одлуката да настапи со посебни листи. По 20 години кандидатски статус и неброени одложувања, еврокомесарката Марта Кос констатира: Македонија е тажна приказна. Трамп никогаш нема да не скрши, порача премиерот и лидер на канадските либерали по изборната победа. Се нормализира снабдувањето со струја во Шпанија и Португалија. Како институциите се справуваат со предизвиците во делот на владењето на правото и борбата со корупцијата, особено по трагедијата во Кочани. Ке се задоволили глата на семејствата за правда за овој случај? Се навестуваат ли двојни избори на есен по превирањата во Вреди? Многу прашања ќе отвориме заедно со Гордан Ѓоргиев, председател на Форумот за разумни политики, во тема на денот во овој дневник. Почнуваме веднаш. Заврши протестот на родителите на загинатите деца во Кочанската трагедија. Почна пред обвинителството, каде беа брифирани за текот на истрагата, продолжија пред собранието, а завршија во МВР на средба со министерот Тошковски. Изразија револт кон сите политичари кои ја воделе државата и побараа истрагата да допре до сите кои се одговорни. Деталите ги пренесува колегата Даниел Василев. За доцнета реакција, 5 минути попладне почна протестниот марш на ангелите. Семејства, роднини, пријатели, познаници од Кочани дојдоа во Скопје за да побараат одговорност за најголемата трагедија во историјата на Македонија, но и одговори од истражните органи до каде е истрагата. Дел од родителите се одзваа на поканата на републичкиот јавен обвинител. Влегоа во јавното обвинителство. Останатите, повеќе од половина час, бараа одговори од надвор. Вие не сте државата, ние сме државата. Ние сме вашите владејачи. Не вие на нас. Ве плаќаме со илјадници евра. Да правите милионски криминали. Колку ви е доста? Јавно обвинителство што пониде допре глас нема излегнато до сега. Душите на децата ни земат. Семејствата отидоа пред собранието, а нивните представници во јавното обвинителство останаа помеѓу час и половина. Родителите не сакаа да говорат јавно што се разговарало на средбата, но допис испрати Ојо. Одговарајќи на сите поставени прашања и дилеми на блиските на починатите, обвинителите ги уверија дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагичниот настан. На семејствата им беше најавена и динамиката на предстојните распити на оштетените како следна фаза од истражниот процес, велат од Ојо. Пред собранието говореа поголем дел од родителите. Споделија како е да се живее без најмилите. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мисил, што ги очекува. Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Немат ни осетне. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Загубата ни е многу голема, државата ни е многу расипана. Системно ни е многу паднат. И сакаме само правда. И правдата да излезе на виделина, да се стават законите во ред, да одговарат сите што се виновни, не само у оваа ситуација, ни у претходните, и у сите, не дај Боже, наредни да се десат. Побараа и од пратениците да дојдат пред нив. Први беа пратениците од Левица. Дали
така наречениот. Потоа дојдоа и пратениците од СДСМ. Ги пречекаа со свиражи. По краткиот разговор со дел од родителите на настраданите, сепак тие кажаа дека Филипче имал доблеж што се појавил пред нив, за разлика од останатите народни избраници кои останаа во законодавниот дом. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше 2 решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со 2 решенија кои што имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме подршка на институциите да имаат неселективна работа и министерство. И во однос на првата работа, не треба да се заблагодарувате. Не е точно дека немаме контакт со луѓето. Не сакам да потенцирам и во Кочани и не секаде. Малку не на дневна основа, но сакам да потенцирам една работа, што мислам дека е многу важна. А тоа е дека ово излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некои политички поени. Од собранието се упатија кон МВР и министерот Тошковски ја напушти седницата на која се гласаше негова интерпелација. Откако пристигнаа пред МВР, побараа тој лично да излезе пред сите присутни и да изрази сочувство. Еден почест према нас родителите нека излезе јавно тука. Да, бе, нека ќе да биде како што беше обвинителството да се не сакаме он да дојде тука. Ние ќе си разговараме на само со него. Нека излезе надвор. Нема да го тепа. Чим не знаеше Соколата да дојде пред собранието, нека те ние пешки дојдевме до тука. Тошковски дојде, но бараше од нив да влезат на средба внатре во МВР. Да замолувам. Да седнеме да разговараме, да трнеме политиката на Дел од средбата со Тошковски беше отворена за јавноста, па присуствуваа и медиумите. Во вториот дел останаа само родителите. Од Тошковски побараа да каже докаде е истрагата, а тој им вети дека сите информации ќе ги објави за 2 месеци од сега откако ќе заврши истрагата. Дали се приведени Бесар Дурмиши од сега, министер за економија? Знаете која му е неговата задача, така? Дали е предходниот Дритон Кучи, предходниот Бексен Незири, дали се приведени? Не. Дали се приведени овие и директорите од државни исправа? Владко Стојковски приведен? И он е одговорен, пошто е од ВМРО. Или овој Горан Трајковиќ, пошто е од СДС. И јас сум немодовен. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И мојава душа плаче. И моите деца плачеа. Дали И моите деца плачеа, верувајте. обдукцијски извештај? Значи, Дали знаете кога ви починаа деца? Не. Од Бутел разбра, бидејќи там бев. она истрагата која што е во тек. Ве уверувам, нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. По повеќе од 4 часа протестен марш низ скопските улици, Тошковски посредбата ги испрати семејствата до автобусот. Даниел Василев, Сител телевизија. Во собранието пред малку заврши гласањето за побараната интерпелација на министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Тамара Дичовска известува од таму. Тамара, кој беше финалниот резултат? Колку од претениците гласа за разрешување на министерот, а колку мина му ја дадоа повторно својата добрба? Интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски беше неуспешна. Само 20 пратеници гласа за ова интерпелација, односно дека министерот Тошковски треба да сноси политичка одговорност, додека 72 пратеници беа против интерпелацијата на Тошковски, што беше известно со оглед на тоа што ВМРО-ДПМНЕ коалицијата го има мнозинството пратеници во собранието. Но сепак во текот на целиот ден тука во собраниската сала се дискутираше, а опозицијските пратеници бара оставка, министерот Тошковски да си поднесе оставка, како од морални причини, така и поради пропустите кои што ги направил во истрагата Министерството за внатрешни работи за истрагата за трагедијата во Кочани. Од ДУИ денеска и од собранието го повикаа да си поднесе оставка, бидејќи тие сметаат дека Министерството за внатрешни работи истрагата во Кочани ја води селективно и по етничка основа. Сметаат дека не се апсат вистинските виновници, туку се апсат политичките противници на ВМРО-ДПМНЕ, но и дека се апси по етничка основа, биле уапсени функционери кои што веќе десетина години не се во системот, додека актуелните ниту се осомнуваат
осомничени смета дека се приведуваат луѓе по политичка нарачка. Нова Тошковски им реплицираше дека од 68 осомничени лица, само 10 се албанци, додека другите 49 се македонци, па за каква селективна истрага на етничка основа зборуваат од ДУИ. Во продолжение ги слушаме пратеничката од ДУИ, министерот Тошковски. Ова не е прашање на политички партии, ова не е ДУИ, ова не е ни СДСМ, ни ВМРО, ова е борба помеѓу вистината и неправдата. И сите албанци тоа го чувствуваат во душата. Кон нив се врши институционална агресија, офиќајќи ги и начинот како се истражува ова. Значи, се бркат албанците кои се во институцијата. Нивните имиња се одредени, нивната вина е готова да се објави, зошто бидејќи ова влада бара виновници по етничка националност, не со факти. Досега осомничените лица, нели цело време говорите за како тоа ова било насочено само спрема албанците, како не знам, биле угнетени и така натаму и така натаму. 49 лица од осомничените се македонци. 10 се албанци, 2 се бошњаци, 1 е ром. Сега, јас не сум крив што цело време на функција во овие институции предходно токму вие сте ставале од вашите кадри да бидат носители. Јас не сум крив за тоа. Да, од левица кои што беа и подносители на ова интерпелација за Тошковски, денеска во текот на целиот ден од собраниската говорница го повика барем поради морални причини да си поднесе оставка, но и прашуваат зошто ниту еден актуелен началник од МВР не е уапсен со оглед на тоа што тие работеле 1 година и биле назначени од Тошковски, од кога тој е министер и знаеле дека дискотеката работи, но не постапиле, но и прашуваат зошто, како едно од клучните прашања, акцијата почнала во 2:30 часот по полноќ, а претходно раководителот на смена не направил безбедносна проценка и отишле на друго место да прават проверки, а не во дискотеката каде што имало над 500 млади лица, меѓу кои и малолетници. Министерот Тошковски пак им реплицираше дека не е во ред да кажува дека полицијата не работела, бидејќи и во истрагата се уапсени 16 полициски службеници, меѓу кои еден актуелен, а еден полициски службеник загинал во пожарот, како и дете на друг полициски службеник, а истрагата се уште е отворена. Во продолжение ги слушаме пратеничката од левица Јована Мојсовска и министерот Тошковски. Одговорниот на смена Драган Петрушев никаде го нема во осомничените полициски службеници. Нема ниту еден осомничен полициски службеник кој одлучил дека вечерта оперативната акција во дискотеката Пулс треба да почне во 2:30 часот, а јас ќе цитирам една огорчена мајка која рече дека и врапчињата знаат дека тука во Кочани има огромен синџир на дрога и корупција. Каде е пресечен тој синџир кога во ова истрага нема осомничен ниту еден актуелен началник? Како може експресно да се најдат пораки во телефонот на председателката на антикорупцијска со осомничени во истрагата, но се уште нема никакви информации со кого комуницирал газда Деко од на дискотеката Пулс и кој наредувал таа кобна вечер полицијата да не пристигне порано и да спроведе оперативната акција. Вие сте тие кои што предизвикувате болка дополнително на овие семејства. И пак ќе ви повторам уште еднаш. Немојте да ги напаѓате полициските службеници. Полициски службеник загина вечерта во Кочани, еден полициски службеник си го изгуби своето чедо вечерта во Кочани. А истрагата се уште трае и ви уверувам, секој еден кој што има било каква одговорност и е поврзан со предметниот кривично правен настан, ќе одговори. Ова беше втора интерпелација за министерот Тошковски за време на неговиот едногодишен мандат. Претходната беше поднесена од ДУИ, ова од левица и двете неуспешни. Тамара, ти благодарам за исцрпниот извештај од денешната собраниска дебата по барањето за интерпелација за министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, која заврши со неуспех, односно беше отфрлена иницијативата на левица.
Апелациониот суд во Штип не ги прифати барањата за укинување на притворот на поранишниот министер за економија Кришник Бектеши и државната секретарка Чекич. Судот ги одбил жалбите и на поранишните двајца градоначалници на Кочани, па во куќен притвор и натаму остануваат Илиев и Димитров. Од судот информираат дека добиле десетици жалби за укинување на притворот за осомничените во Кочанската трагедија. Поранешниот министер за економија Кришник Бектеши останува во притвор. Така одлучила Штипска апелација по жалбата на екс-министерот со која бараше укинување на мерката. За решетки останува и поранешната државна секретарка во Министерството за економија Размена Чекиќ Дуровиќ. Според одлуката која е објавена на интернет страницата на апелациониот суд во Штип, нема промена ни тука и поранешните градоначалници Николчо Илиев и Радко Димитров, па тие и понатаму остануваат во куќен притвор. Барањето за укинување на притворот е одбиено на уште две лица, додека за осомничениот пазарен инспектор од Виница апелациониот суд одлучил притворот да му го замени со куќени мерки на предпазливост. Од судот информираат дека во тек се постапување и по други предмети по жалби за кои по барања на странките се закажуваат јавни седници, а донесените одлуки ќе бидат дополнително објавени. За трагедијата во Кочанската дискотека Пулс досега се осомничени повеќе од 60 лица. Јавното обвинителство за сите води истрага за сторени тешки дела против општата сигурност. Меѓу осомничените има и полицајци од Штип и Кочани, кои се осомничени дека не спровеле целосна проверка дали дискотеката ги исполнува условите за безбедност во сообраќајот и јавниот ред и мир. Меѓу осомничените се поранешните министри за економија Незири, Кучи и Сарачини. Под истрага се и актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување, поранешниот прв човек на институцијата и актуелен министер без ресор Шабан Салију, екс-директори на пазарниот инспекторат, фирмата за обезбедување, сопственикот и вработени во дискотеката. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нема да има предвремени избори на есен, тврди вице-премиерот Николовски. Таравари вели дека нема враќање од одлуката да настапи со посебни листи. По 20 години кандидатски статус и неброени одложувања, еврокомесарката Марта Кос констатира: Македонија е тажна приказна. Вице-премиерот Николовски негира можност за предвремени избори на есен и покрај превирањата во Врети. Смета дека владачкото мнозинство е стабилно, а евентуална соработка со ДУИ смета дека е политичко самоубиство. За ДУИ овој став е шовинистички и антиевропски. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните нема да има. Избори на есен заедно со локалните... Не, тоа е затворена тема. Мислите дека нема да има? Да. Да, во смисла нема да има. Вице-премиерот вели дека владата е стабилна, а турбуленциите во коалицијата вреди немаат капацитет да гурнат комотното мнозинство. Не очекува таравари да сврти кон ДУИ. Не мислам дека е до толку, ај се обратно кажам, наивен да влезе во соработка со ДУИ. Мислам дека малце и јавноста го поценува и не очекувам дека ќе направи чекор каде што политички би се самоубил. Би бил изненаден да покаже таква политичка наивност. Го слушам Николовски, но ние сме автономна партија. Врати денеска министерот за здравство. За сега имаме сигурна одлука дека одиме со посебни советнички листи. И тоа е одлука на партијата и од тоа нема враќање назад. За сето друго сме подготвени и отворени да разговараме со сите во однос на локалните избори. Во подготвеноста на таравари за разговори со сите простор за соработка гледа и ДУИ, од каде денеска изјавата на Николовски ја оценија како антиевропска и шовинистичка. Изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН е дека соработката на една албанска партија со ДУИ е политичко самоубиство, не е ништо друго освен доказ за нивната опасна амбиција за инженеринг на албанската политичка сцена со цел создавање на марионетска албанска структура под целосна контрола и истовремено доказ за нивната омраза и одмазда кон ДУИ и албанците, мотивирана од длабоки геополитички, антиевропски и шовинистички цели, се вели во соопштението на ДУИ. Од партијата и натаму остануваат на своето барање за предвремени избори кое за коалицијата вреди е само обид на ДУИ да се спаси од криминалот, бидејќи како што велат, политичката реалност нема да се промени, а евентуални избори би донеле само повеќе пратеници за
за ВМРО-ДПМН. СДСМ во моментов не бара предвремени избори, но партискиот лидер Филипче во тема на денот минатата недела рече дека партијата е консолидирана и дека ако власта го побара тоа, опозицијата е подготвена да излезе на предвремени избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, ќе разговарам со Гордан Георгиев, председател на Форумот за разумни политики, поранешен пратеник. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Еден мотив или повод за денеска да го договорим ова гостување беше кога вчера видов дека доделувате сертификати на пратеници кои се во прв мандат во парламентот за одржани обуки. Ми беше интересен насловот, велите ера на подобри политичари. Почната ли е таа ера на подобри политичари во Македонија и научуваат ли нешто пратениците кога поминуваат вакви академии на кои ги учите, предпоставувам, како да ја уживаат демократијата во целата своја длабочина? Точниот наслов на иницијативата е доба на подобри политичари и не сме цинични со насловот, иако може да звучи цинично во контекстот во кој што живееме. Академијата за пратеници е дел од тој проект, кај се обидуваме да го подигнеме малку демократскиот капацитет и на парламентот, и на политичките партии, и на политичкиот дискурс. И работиме со околу 25 пратеници во прв мандат. Тоа се, знаете како никој не се родил како пратеник. Никој не вика сине, сакам да бидеш пратеник. Доаѓаат од различни милија, со различно образование, со различен бекграунд, со различни идеолошки преференции, партиски припадности, но кога ќе станат во пратеници, кога ќе станат во тие клупи пратенички, тоа е нешто многу поважно од било што претходно. Бига се пратени од народот, од гласачите на некој начин. И од првиот ден се фрлени во длабоко, че мора да пливаат. А не секој, дури најискусните луѓе со претходно искуство, не знаат како функционира законодавниот процес, како работа во комисии, што значи надзорната улога на собранието во извршната власт. Тоа се обидуваме на новите пратеници да им го на некој начин вградиме или помогнеме да го научат. И полека оди тоа. Сега знаете како, разни пратеници со разни мотиви доаѓаат во парламентот, но тоа е некаков мало камче во мозаикот за нашата парламентарна демократија. Се оди бавно во Македонија. Многу сме истоштени од цела оваа демократија во последните 30 години. Но тоа сме тука живееме, немаме избор. Ние мораме да се трудиме нешто да помогнеме нека камчија. Денеска пратениците дебатираа за интерпелација на министерот за внатрешни работи, заврши дискусијата, не беше изгласана интерпелација, но истовремено видовме еден марш на семејствата кои ги загубија своите деца во трагедијата во Кучани. Ве перцепирам како човек кој нешто дел патики кога треба да се оди на протест и нешто дел зборови од говорница кога требало да се бара одговорност. Но во дадинава ситуација, дали препознавате доволна институционална волја и капацитет за да се задоволи гладта за правда која постои не само кај овие семејства, туку во целото општество? Мисля, прво многу тешко да се оцени, бидејќи секој поаѓа од некаква собствена визура како го доживува таа траума. Се разбира, луѓето од Кочани, особено блиските на жртвите, роднините, па и цело Кочани на некој начин, сите имаме ние пријатели таму и знаеме какви се одгласите, колку е тоа траурно. Тоа е посебна тема. Значи, во посебна травматска состојба се тие луѓе. Но и сите ние кои што бевме сведоци на тоа, мислам дека живееме во еден шок и тој трае. Некои луѓе со пријатели со кои што сум разговарал, мислеме ќе поминува за ден-два, ќе помине за една недела, не поминува. Травмата не тишти и секојдневно ја гледаме не заради интерпелацијата што е денеска, туку заради тоа што голема беше хаваријата и некако сите не освести дека што правиме сега, кај ќе одиме, каде после ова, што после ова ќе направиме. Од тој аспект, ако тргнеме самото Кочани на страна, но на важна страна, со посебен пиетет и со посебен интерес да се насочиме кон тие луѓе таму, значи на секој можен начин, не само власта, туку и сите ние кои што можеме, ние останатите, јас не нарекувам некојаш како беше она, мртвите нема да ги вратиме, но дали мртвите ќе не вратат нас во живот. Понекогаш навистина се осеќаме како сме живи мртовци во оваа држава. Само можеби тешко делува тоа се каже, но навистина е така и можеме да внимаваме и на искажаниот збор и на она што го правиме како секој во нашата работа. Од тој аспект мислам, и тоа го мислев на почетокот и го кажав јавно, со цел ризик да бидам и погрешно сватен или погрешно интерпретиран, тој ризик го носам веќе последните 10 години, дека власта релативно добро се снаоѓа, ако може да се каже тој збор.
релативно добро го менаџира процесот и повторни тој збор дали е со двете менаџирање. Ние имавме масовни апсења, за нечив курс може би премасовни, ние ги слушаме правниците како се одвива процесот и важно е тоа да го следиме, но јасно е дека има една изразена волја да се направи нешто. Знаете како? Од 9 месеци мандат многу е лошо да се случи нешто такво како Кочани. Зборам сега сурово политички аспект на политичките партии или власт. Ако такво нешто ви се случи, сте тргнале со голем мандат на власт, тоа е голем шок. Претпоставам дека и за луѓето на власт, во власта, со некои од нив имаме комуницирано, е голем шок како да се искидла целата работа. Јас тврдам дека Кочани ќе не прогонува, ќе прогонува власт до последниот момент. И треба да го сватат тоа, дека ако не испорачаат на тема Кочани, а таа тема е корупција, непотизам, сето она што сметаме гнило во општество, многу работи се гнили. Ако не испорачат и ако ние граѓаните не видиме дека испорачале, оваа влада ќе биде запамтена можеби како најлошата влада. Од друга страна, ако испорачаат, а тоа е се уште рано да го видиме, бидејќи се уште е ровка ситуацијата и се уште сме ние травматизирани како јавност од тоа, ако испорачаат, тоа ќе биде голема работа за сите нас. И тука треба да биде чести, да не биде се идеолошки или партиски поставени кон таа работа. Јас така ги гледам работите и мислам дека така треба да ги гледаме. Интерпелацијата денеска е политика. И таа е легитимна интерпелација, е легитимен институт во парламентот, но не може се воздржа претениците гледа. Избива и емоција, избива и политиканство, избива и манипулација, тешко да тие работи. Јас апелирам на воздржаност во целиот овој процес, бидејќи навистина е многу тешко да се на се уште. Споменавте и во одговорот на ова прашање еден дел, мене ми остави впечаток еден друг дел од вашето прво пишување после трагедијата, каде што рековте дали после ова сите ќе собираме сила да си ги затвориме дуќанчињата, мислејќи нели на сите оние пријателски, роднински, идеолошки блискости кои ги имаме и кои овозможуваат во одредени моменти да го заобиколиме системот, со тоа и да го расипеме, секој на свој начин. Мислите ли дека се случува една промена во општеството после Кочани, после големите трагични собраќајни несреќи кои ги видовме, кои се повторно резултат на некакво заобиколување на правилата и на системот, или може би само така зборуваме, а повторно действуваме business as usual? Дуќанчиња сите имаме. Што е метафората за дуќанчиња? Дека секој од нас во дадена ситуација, кој ќе дојде во некаква неволја или кој ќе дојде во некаква потреба, таков е системот, тоа е смислата на корупцијата, да го разнебити, да го направи канцероген од кивото. Ние имаме канцерогено општество и секој од нас кога не може да заврши некоја работа, доколку може, доколку е во позиција некаква, би го направил тоа, би фатил некаква врска, да му скинат казна и така натаму. И јас толку бев шокиран од Кочани, сите веројатно, и почнав да си ги бројам моите доќанчиња. Дека јас сум имал ситуации кога, кажувам искрено, кога некогаш, иако сум се воздржувал, сум прилично ригорозен во тоа, кога сум посегнал кон некаков таков тип на дуќанче, условно кажувам. Секој што е искрен ќе го каже тоа. Така е, значи сега нема што да се лаже, дека толку е соголена работата, нема зашто да се лажеме пред јавност или да некој да ја лаже јавноста. Сега ако појдеме од себе, знаете, луѓето кажуваат, па ја гледаме власти, министерот и премиерот, системот треба да се сменува. Тоа е глупост. Што е тоа системот? Системот е поставен така како што е, системот е демократски, како ни вела странциве. Супер се законите, имплементацијата не е добра. Значи, кога законите се добри на хартија, ги имплементира човекот. Човекот сме јас, вие и така натаму. Значи, навистина, паѓајќи од себе, ние мораме тоа да го превземеме како очекуваат. Тоа нема да биде лесно и нема да биде брзо, може и нема да се случи. Ако не се случи, ние сме навистина осудени на пропаст. Кочани е само сантата на ледот, кој што ние го знаеме многу добро и знаеме што се случува. Тоа од наша страна како индивидуалци или како групи на некакви граѓани истомисленици. Власта од друга страна мора да покаже дека сватила пораката. Тие покажаа дека се преплашени и пеплосани како власт, бидејќи стварно им се случи голема хаварија, но треба да видиме дали се прекршени во таа работа. Се делуваат како да се прекршени, ама тоа не може да го знаеме се уште, многу е рано да го знаеме тоа, но нашата улога која јавност или вашата е да ги следиме будно и да ги следиме. Мислам дека има одредени будења низ јавноста, па ако сакате и социјалните мрежи, каде што по-сензитивни сме на работи на кои што не сме биле сензитивни претходно. Од паркирани погрешно коли
до овој кој што се јавува таму што кинал казни, како се викаше, мислам дека го спомнам името, ама знаете на што мислам. Братот на братот и така натаму. Тој последен пример покажува дека си има нели нормално, па и во секој општество има индивидуации кои ќе отидат спротивно, ќе действуваат спротивно на законите. Брат на градоначалник се јавува, му се кинала казна, не дај Боже да се случила несреќа, потоа повторно ќе викавме системот треба да се промени така натаму, но она што беше различно, да речам во овој случај, што видовме дека има веднаш одговорност за полицајецот кој тоа го дозволил или началникот, за системот кој што требало да реагира во таква една ситуација. И тоа не за мене лично малку ме охрабрува дека не слушаме реторика каква што сме слушале во минатото, не знам, ме брка од серава или некои такви оправдувања кои биле многу небулозни за целата јавност. Така што има ли таков простор да бидеме оптимисти дека нешто можеби и ќе се промени? Ние не можеме да обезбедиме простор за да бидеме оптимисти. Бидејќи од другого немаме каде да одиме. Другото е удирање во зид или веќе удрипме во некој зид. Дали ќе се случи тоа, не знам. Но мојата лична борба е тоа да се случи. Значи, сумата на луѓе што се одговорни, што се ги затвориле своите дуќанчиња, да биде се поголема и поголема, а овие ваквите што ги нарекуваме, како и да ги нарекуваме со поградни збори, да бидат се помали. Можеби во овој период, ако сме добронамерни во процесот и ако сакаме да се заврши работа, тука се пред се тоа се однесува на власта, бидејќи таа е носител на моќите во државата, ќе има и други вакви ситуации, гледаме се појавуваат, но не заборавете ги, јавноста е многу сензитивна, јавноста се охрабрува и треба да се охрабри, треба да ги држиме на секој чекор, вклучително и вакви интерпелации, вклучително и секој да придонесе во таа приказна. Мислам дека така ќе се создаде една атмосфера во која што нема да му биде лесно од следниот пат на батето да го скине или да се јави на полицијата или што и да беше случајот. Мислам, толку беше грд што не ни го следев како таков, ама го видов што е во суштина. Типична коруптивна клиентелистичка шема што ни се случувала и ни се случува децении наназад. Имавме еден случај изминатава недела кој малку така предизвика одреден негативен шок во јавноста. Тоа е случајот со претседателката на антикорупцијската комисија, личност која требало да предводи во битката со корупцијата, наспроти тоа станала дел, или барем постојат сомневања дека станала дел од една шема на злоупотреба и на довербата, и на средствата, и на можностите. Ако бевте пратеник, ќе иницииравте ли незино разрешување или можеби на целиот состав на антикорупцијската комисија поради потребата јавноста да верува дека овие институции како целина работат во интерес на јавноста и граѓаните? Вие рекавте одреден негативен впечаток во јавноста. Јас мислам дека тоа не беше одреден негативен, туку беше крајно негативен впечаток. Јас искрено ви кажам, секој ден чекам таа оставка. И пред емисија се надева ќе падне таа оставка, за да можем да здивнеме и да кажеме добро се свести желава да даде оставка. Граѓаните треба да знаат дека ДКСК е многу важна институција. Таа институција која што беше или требаше биде светилник во борбата против корупцијата. Таму се посебно бирани луѓето, по посебни процедури, да не ги објаснуваме сега, нема потреба, со големи пари странски, каде што главните наши пријатели од меѓународната заедница имаат инвестирано многу пари и многу енергија за да таа остане некој остров на интегритет. И нас се случува хавање одеднаш просто шокантно е тоа што се случи со претседателката. Таа требаше си даде оставка еден час од кога се обелодени скандалот, без разлика дали позади тој чат има оган или нема. Бидејќи тоа е природата на работата, особено на тој тип на институција. И ја не можам да верувам искрено зашто до сега нема падната оставка. Како додаток на тоа, ние веќе кој е пети ден од кога чекаме да падне оставка. Ние имаме еден молк или придушен глас од страна на ДКСК, од страна на другите членови на ДКСК, кои што одат на работа или ова не оди на работа. Веќе станува и таму симптоматично. Да бев пратени сега ќе поднесем интерпелација и сега тоа ќе се случеше. Мислам дека тоа треба да се направи што побрзо, ако не и текнува на господјата треба да направи тоа. Но да бев член на ДКСК, исто така мислам дека треба да реагира некој таму, дали групно, дали поединци свесни, да кажат едноставно во јавност да се произнесат дека ова не оди вака и дека они очекуваат за да го одржат нивниот интегритет, ако го имаат, претпоставка е презумција дека го имаат, дека претседателката треба да си поднесе оставка веднаш и сега.
Гледаме дека имаше интерпелации за членови на други тела, како например на Судскиот совет, па од тоа не произлезе и напуштање на функциите. Дури оние кои влегле со политичка доверба не заминуваат кога ќе изгубат политичката доверба, што е парадоксално малку. Искрено ви кажам, Судскиот совет требаше да си поднесат оставка веднаш. Денеска бевме на прием на холандска амбасада и ми текна на претходниот холандски амбасадор кој што дојде во Судскиот совет уште во тоа време и ги прекина големите пари кои што ги дава холандска влада за реформа на Судскиот совет. Ги прекина, после тоа се дава оставка. Тоа е јасно дека има нешто, некаков оган кој што е позади тој чат. Интерпелацијата е политички инструмент, тоа не е правен инструмент и во тој случај се согласувам дека и тоа беше крајно време да се случи. Не се случи. Гледаме одредени раздвижувања и на политичката сцена, веќе почнува да се чувствува дека се доближуваме до локални избори, но дали според вас, Георгиев, овие придвижувања се еден вовет или една предигра и во распишување на парламентарни избори, односно предвремени парламентарни избори? Ние сега слушаме дека тоа се отврла како идеја, особено од најголемата политичка партија од ВМРО-ДПМН, но сме видели во минатото, најпрво ќе се отврла, потоа ќе се создадат околности тоа да се случи. Која е вашата проценка? Прво ќе ви кажам како се чувствувам. Јас како човек кој што не е активен политички, не е активен партиски, и мислам дека многу од таквите луѓе кои што не се активни, не се така заинтересирани за партиска политика, се чувствуваме како да сме на некаков перон на некаква локална железничка станица каде што брзиот воз поминува покрај нас и ништо не засега, бидејќи не може да се качиме на тој воз, ниту да се симнеме. Партиите кои ќе влезат во логика на избори се возбудуваат. Партиските членови и активисти се возбудуваат. Овие што се во опозиција се возбудуваат дека имаат шанси да дојдат на власт, така натаму. Овие на власт калкулираат што правиме, како правиме, дали има шанси да го зајакнеме легитимитетот. Од тој аспект мислам дека во овој момент, ама тоа е само моја проценка, ние имавме една кладба пред емисија јас и вие, ама нема да ви кажеме дали ќе има или нема да има избори. Ќе кажеме во октомври кој победил. Во октомври, да, или порано. Мислам дека во овој момент на власта, вклучително и на ВМРО-ДПМН, на ВЛЕН секако не им одговараат предвремени парламентарни избори. Но тука е главната тема легитимитетот во албанскиот блок. Тоа беше тема и после парламентарните избори, каде што на таа тема ги кршија копјата Влен и Дуи, кој има поголем легитимитет и кој треба да влезе во власта. И ќе го видиме сега како ќе бидат распоредот на силите. Проблем ќе биде ако после локалните избори имаме нарушен легитимитет на сегашната владеачка структура во албанскиот блок, што правиме после тоа. Бидејќи ние имаме случаи, ситуации каде што ДП влегувала со малку пратеници наспроти Дуи со многу пратеници и се правила политичка криза. Тој легитимитет кај албанскиот блок е важен да се сочува. И последна работа, инстинкт, политиката е и прашање инстинкт. Политичарите влегуваат во избори со инстинкт. Кој ќе ги видат бројките, можно е оваа проценка сегашна дека не ни требаат избори превремени да се смени. Тука многу фактори делуваат. Еден од факторите речеме дека можеби ќе има чист мандат 4 годишна кодат на предвремени парламентарни избори, но јас во овој момент мислам дека ние се уште не сме близко до дупли избори на есен. За крај, како вовед во следните материјали кои ќе ги емитуваме, ќе биде Европската унија воопшто тема во следните месеци. Неминовно до избори Кочани ќе остане тема за која што ќе се зборува, борбата со корупцијата. Што мислите дека ќе доминира во јавниот дискурс? Европската унија гледа дека не постои веќе во Македонија. Ние не разговараме на тој начин. Ние веќе не е главна тема. На ние вести не е главна тема. Тоест Македонија во Европската унија. Случајно ги гледаме како оди напред Албанија, како оди напред Црна Гора. Но светот се менува. Треба да ни е јасно дека светот се менува и влегува во една, да речеме, условно кажано, на глобално ниво поавторитарна фаза. Европа исто така се менува. Денеска слушав председателката Кос, која што вели Македонија е тажна приказна во евроинтеграциите. Но и Европа е исто така тажно приказна, не само визави Македонија, туку и во ситуацијата која се наоѓа сега, каде што е поделена, идеолошки раскарана, демократски држави ја проблематизира демократската структура или демократското ткиво на Европската унија. Но ние немаме тука премногу избори. Јас одамна тврдам дека ние одамна требаше да смениме уставот, вклучително со оваа влада што има силен легитимитет и да отвориме некакви авении евентуално кон Европската унија. Дали тоа ќе се случи, тоа е проценка на политичарите, се разбира ќе зависи од Бугарија. Не сум премногу оптимист, искрено ви кажам.
Гордан Ѓорѓиев во тема на денот. Благодарам, ќе сублимираме колку бил оптимизмот оправдан или песимизмот оправдан во следните месеци. Благодарам за оваа дискусија во Дневникот. Продолжуваме. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски попладнево пред делегатите на Конгресот на Европската народна партија порача дека местото на Македонија во ЕУ и побара од членките на Унијата да го оценуваат напредокот на земјата според обврските кои ги исполнила, а не според решавањето на билатералните спорови. My nation has made significant sacrifices and reforms, firmly committed to our European path. Yet, repeatedly, we've witnessed shifting goalposts and additional conditions applied selectively, obscuring the transparency and fairness that Europe promises. This approach does not strengthen Europe. It weakens our collective credibility and diminishes our shared values. It is crucial that EPP leaders, both in EU institutions and member states, become the driving force behind the enlargement of the Western Balkans into the European Union. Your leadership and proactive engagement will significantly enhance the credibility and effectiveness of the enlargement process. Гледаме и спорт.